Дај Боже сега пролеаната крв да послужи како завет меѓу живите, кои што се должни пред таа крв да се заколнат за една заедничка културна работа за полза и среќа на нашата заедничка татковина Македонија. Ова го запиша македонскиот природбеник и идеалист за слободна и независна Македонија Крсте Петков Мисирков. Пред точно 21 година, на 8 септември 1991, преку референдум, граѓаните се одлучија за суверена и самостојна Република Македонија. Според резултатите од референдумот, 95% од граѓаните кои излегоа на гласање дадоа позитивен одговор на прашањето за самостојна Македонија. Претходно, на 25 јануари 1991, Македонскиот парламент ја усвои декларацијата за независност, а формално референдумските резултати беа усвоени од собранието на 18 септември. Вечерта на 8 септември 1991, првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров ја објави независноста на државата пред насобраниот народ на плоштадот во Скопје. Државноста беше потврдена и со усвојувањето на новиот устав на Република Македонија на 17 ноември 1991 година. Во Република Македонија тогаш се втемелува партиски плурализам, а пролетта 1992 година државата и монетарно се осамостои. Меѓу првите државотворни закони беа донесени Законот за знамето и химната на Република Македонија. Република Бугарија беше првата држава која ја призна државноста на Македонија. По неја следуваа Турција, Словенија, Хрватска, Русија, сите како дел од 169 држави со кои до денес воспоставивме дипломатски односи. Како 181 полноправна членка на Обединетите нации, Република Македонија беше примена на 8 април 1993 година. 21-иот роден ден од осамостојувањето, Македонија го минува во очекување на новиот извештај од Брисел за напредокот на земјата на патот кон евроинтеграциите, како и датум за почеток на преговорите за членство во ЕУ. На темелите на државата, за која се борија и сонуваа многу македонски револуционери, природбеници и идеалисти, е конституирана Република Македонија, која полека се приближува кон Европската унија. Честит празник!